Здраво, вие слушате радио канал 103. Ова е 34-тото издание на емисијата TV 103, односно специализирана радио емисија посветена на најквалитетните TV серии кои што се актуелни во овој период, а денес ќе ви говорам за една периодична TV серија во која конкретно жените носат корсети и балски фустани, а мажите им се забранува носење на брада во кралскиот двор. Станува збор за еден комичен поглед во рускиот дворец во 18-тиот век, кај што Катерина Велика е дојденецот во кралството, која ја согледува пред се суровоста на нејзиниот животен избраник, која ќе се обиде да ја наметне нејзината модерна и слободоумна европска мисла во руската престолнина, надевајќи се дека ќе ја доведе Русија чекор напред во новата ера, но претходно мора да се справи со долгогодишното ретроградно уназадување на државата, буквално на секое рамниште и препреката за одење на тој чекор напред во иднината. Станува збор за драмедијата The Great, во која руската императорка се обидува да го симне Петар III од тронот за да ја добие моќта во државата во своите раце, во која држава во која пред се зоофилијата и некрофилијата не се невообичаени случаи и се предмет на озборувањето на кралскиот двор. Серија за борбата на Катерина за стекнување на правата и слободите, кои што треба да ги ужива жената во дури и во хегемонистичкото руско владење, кое што ја затекнуваме во рамките на оваа серија. На почетокот на емисијата слушнавме неколку композиции, имено слушнавме Modern Man, Anesthesia, Entropy, Against the Grain и 21st Century Digital Boy, односно тоа се композиции кои што се наоѓаат на петиот албум на Bad Religion, првиот албум кој што прислушуваме вечерва, односно Against the Grain од 1990 година, албум кој што издаден по Control од 1989 и пред Generator од 92, последен албум кој што е снимен со тапанарот Пит Финистон, албум кој неправедно е занемарен од страна на критичарите и радијата која се појавува, затоа што нели го вадат непосредно по завршувањето на нивната масовна американска турнеја, иако на ова аудио касета се наоѓа култната сега веќе песна 21st Century Digital Boy, која дури кога ќе ја преснимаат на нивниот веќе сега култен албум од 86-та, таа ќе го добие кредибилитетот кој што го има, а не на овој албум, иако се наоѓа на него, кој е пред се дефиниција на поп-панк звукот кој е еден чекор пред своето време, кој што ќе се установи повоцна како звук кој што ќе понира од страна на бендовите од Калифорнија. Култниот Епитаф го издава албумот на Грег Графин и Бред Гуревиц и нивната дружина, од која што имавме можност да слушнеме овие композиции и во контекст на бунтовништвото кое што го поседува Катерина во серијата. Аналогијата ќе ја направам со тоа што ќе слушаме и култни панк остварувања од 90-тите години, чисто колку да се долови тој порив за револт кој што го поседува против естаблишментот кој што и таа станува составен дел, а композицијата самиот вовед од скоро за серијата е изведен од Нейтан Бар, беше како една увертира пуштена од моја страна за да може да се најави содржината која што ќе може на музички план да ја преслушаме кон крајот на емисијата од страна на композиторот Нейтан Бар, а во продолжение ќе слушнеме една композиција од Rage Against the Machine, традиционално преслушуваме по една композиција од овој бенд заради тоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет ќе ги слушаме Rage Against the Machine. Конкретно го преслушуваме The Battle of Los Angeles, успеавме да го преслушаме скоро во целост. Последната композиција од него е No Shelter, која што ќе слушаме денес, и потоа ќе слушнете најава за самата ТВ серија The Great. Доколку сакате да погледнете што се случува во декадентниот руски дворец, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Завко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата TV103 со своето 34-то издание, посветено на ТВ серијата The Great, која што е комична ТВ серија, односно популарно амалгамирана во терминологијата насловена како драмедија, односно создадена од страна на Тони Макнамара за стриминг сервисот на Hulu. Тони најпрво има напишано театарска представа која се изведувала во Сиднеј, врз чија што основа има создадено и филмско сценарио, меѓутоа кое е продолжено и поделено на поглавја за да се обликува во форматот кој што е потребен за пишување на сценарио за ТВ серија. Тони во 2000-тите ги напиша сценаријата на сериите The Secret Life of Us, Love My Way, Triangle, Puberty Blues, но подоцна верувам дека го знаете по неговото сценарио за периодичниот филм на Јоргос Лантимос The Favorite, а тој е и сценаристот на Диснеевиот Круела, кој што е во постпродукција. Серијата ја имаше својата премиера на 15 мај минатата година, кога 10 епизоди одеднаш беа објавени на стриминг сервисот на Hulu, а со оглед на тоа што траат по 50 на минути, ќе ви бидат потребни околу 8,5 часови за да ја изгледате во цело, што значи дека ја нарушува практиката на комедиите да се снимаат во получасовен формат, но тоа што се издвојува од баграта станува и незин поголем хендикеп, иако на моје задоволство е ако има поголема доза на хумор во една епизода, тоа не би го одбил во никој случај. Се обидов да ја изгледам во еден здив, но не може поради време траењето, па ја поделив на половина за да имам простор да се смеам 2 денови поред. Hulu достигнаа речиси 40 милиони претплатници, немаат квантитет како што го имаат на пример Amazon и Netflix, но имаат селективен квалитет кој што го содржат на нивната содржина која ја нудат, кои го купуваат од филмските фестивали во контекст на филмовите кои се наоѓаат на Hulu. Последен пат за овој стриминг сервис говоре во емисиите посветени на Monsterland и Miss America, а минатата година ги издадоа и A Teacher и The Hardy Boys, за кои може да добиете некоја епизода во иднина на оваа емисија. Sasquatch им е во најава, ако не се лажам, а буквално пред неколку денови им го погледнав документарецот Kid 90, додека пак во најава им се и American Horror Stories, Dopesick, Nine Perfect Strangers, Platform, The Dropout, The Old Man и многу други серии кои со будно око ќе ги следам, затоа што Hulu може би има највисок процент на квалитет кој го имаат реализирано во нивните селектирани серии, барем до тој заклучок можам да дојдам со оглед на тоа што голем дел од нивниот репертоар е составен дел и од изборот кој што правам за TV103. Во The Great станува збор за Катерина Велика, односно руската императорка која ја запознаваме во починета позиција на почетокот на серијата, но до крајот на серијата се изборува за превласта да заврши во нејзини раце. Неја ја глуми одличната Ел Фенинг, а нејзин партнер со кој ќе го дели престолот е, односно Петар III, го глуми Николас Холт. Настаните се случуваат во 18 век, кога наивната Катерина се мажи за Петар. Тоа со оптимизам приоѓа на престолот, нели, со надеж дека ќе може да влијае за носење на значајни позитивни промени во државата, која што сака да ја погледне во едно модерно светло, иако ќе се огледа дека незиниот маж е суров тиран кој ја земал за жена само за да добие наследник на престолот. Серијата е антиисториска, односно се искористени одредени историски личности, но се ставени во контекст на историска метафикција за непречено да се постигне зацртаната сатира која што ја има во оваа серија во изобилие. Така што не плукале сите ликови додека се отпоздравувале или пак кршале чаши од задоволство на секоја средба и секоја наздравица. Меѓутоа се интензивира ригорозното занемарување на местото на жената во заедницата, што ја еритира Катерина, која со помош на слугинката и љубовникот се обидува да направи сплетки и интриги за да предводи нечујна револуција со која би се дограбала до моќта за да ги спроведе зацртаните промени во државата. Ако нема престолнаследник, тронот ќе и припадне на неа, што е интригантна идеја која ја размислува.
и идејата да го ликвидира конкретно Петар, не дека не поминала низ незината глава и не дека на чуден склоп на околности се доближила до незиното реализирање. А тематските одредници содржат една силна феминистичка нишка со оглед на тоа што ги таргетираат непогодностите во кои што се наоѓала жената во Русија. Имено обидот во кој Катерина бара дозвола да го отвори училиштето за девојки, за истото да биде запалено од страна на императорот, кој не сака жените да се едуцираат, за да не ги бараат подоцна нивните слободи. Јасно ја посочува поставеноста во рускиот патриархат, иако самиот император живее во сенка на неговиот татко и сака да се докаже дека е исклучителен воен стратег, иако е очен лидер на четите, што постојано го потврдува тоа со неговите одлуки. Само што ќе пристигне Катерина во Русија, свештеното лице со неговите прсти завршува во незиното тело за да провери дали таа се уште е невина, што говори за силата која што си ја зема црквата која што е во ист кревет со државата за да го контролира женското тело. Императорката добива мечка за поклон, но не може само хаза да каже, и може само тоа да го каже нели во јавност, но не може да сподели говор со оглед на тоа што жените се држени да бидат неписмени и да се интересираат само за површностите во дворецот, односно само да озборуваат и да измислуваат невистини една за друга колку да им помине времето. Додека нели мажите ги губат борбите во кои што самите слепо влегуваат. Има книги во библиотеката кои содржат модернистички идеи, но се погребани во прашина и пајажина, додека Русија скапува во една морална корупција која преовладува во дворецот, кој е препуштен на декаденција и разврат, додека обичниот народ гладува и умира, плаќајќи даноци на императорот и на црквата. Жените се камшикуваат без последици и се поставени како граѓани од втор ред. Во наспроти руската диктатура која што ја гледаме, во една средба со швеѓаните веќе имаме имплементирање на напредните европски идеи со оглед на тоа што тие имаат печатници, имаат слобода на говор и сите модерни европски текови кои што треба да ги содржи една држава, меѓутоа шведската власт си го има проблемот со тоа што нема да може пробудениот и просветлениот народ да го контролира како што сака и како што милува, така што меч со две острици е дали Прометеј ќе го даде пламенот на знаењето на народот за подоцна да биде изгорен од истиот. Има пред се голем број на љубители на комедијата кои што се надевам дека налетале на оваа серија, меѓутоа прави некој чекор надвор од неа баш во амалгамирањето со жанровските мелодраматични аспекти. Серијата започна со снимање во ноември во 2018 година во Јорк и снимајќи во замоците во Кент, а во јуни 2020 беше обновена за втора сезона, која па започна со снимање во 4 ноември 2020 година, така што се снима на неколку локации, на затворено и се надевам дека нема да имаат проблеми во ковид кризата да ја комплетираат новата сезона. Насловите на епизодите се The Great, A Fake Beard, And You, Sir, Are Not Peter the Great, Moscow Mule, War and Vomit, Parachute, A Box of Hope, Meatballs at the Dasha, Love Hurts и The Beaver's Nose. Во 2020 година беше номинирана серијата за Еми и за TSA наградите, односно тоа е Асоциацијата на ТВ критичари кој што ги доделува, а оваа година е номинирана и за Critics' Choice, за Златни глобуси, за Готам, за Independent Spirit, освои еден сателит и најверојатно ќе добие и номинација на наградите на гилдовите на сценаристите и на актерите, односно на нивните здруженија. Има номинација на секоја манифестација, но речиси никогаш не доспева до добивањето на наградите. Мислам дека форматот е поголемата пречка која што има серијата отколку квалитетот кој што несомнено дека го поседува, меѓутоа едноставно луѓето се навикнати да гледаат хумористични серии кои што траат 20 до 30 минути, а немаат трпение за 50 минути да погледнат една
квалитетна драмедија. Така што тоа е најголемиот непријател со кој што се соочува серијата, односно сама е свој најголем непријател. Така што тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено продолжение на емисијата ќе слушнеме Фугази со композициите Turnover, Repeater, Шандена, Merchandise, извинувам, ќе слушнеме и Grit, односно тоа се композиции кои што се наоѓаат на албумот Repeater од 1990 година, првиот албум на овој бенд, кој што го издаваат по нивното демо од 3 композиции и Steady Diet of Nothing од 1991 албум по кој се издвои нивниот музички стил од тоа што сме навикнати да слушаме од Gang of Four, продуциран од бендот заедно со Ted Nicely, издаден за Inner Ear Studios, односно Арлингтон, Вирџинија. Во овој култен пост-хардкор бенд се подпира повеќе на меѓусебната колаборација на истакнатата ритам секција и засекувачките гитари, што стана препознатлив музички концепт на бендот, кој до ден денес дури и Бернес го негуваат, допирајќи до човечките слабости, како што е алчноста, насилството, зависноста, сите неповолности кои водат до штета на другите и пред се на себе си, кулминирајќи со смрт ремек дела на Брендон Кенти, Джо Лели, Иан Макентајр и Гај Пициото. Односно, ова е бендот кој што ни доаѓа од Вашингтон, од кој што ќе слушнеме неколку одлични композиции и потоа ќе слушнете една кратка најава во која што се опфатени, односно извадок од самата серија, во која што се опфатени сплетките во кои што западнува новата императорка. Уживајте во Фугази и потоа се враќам во да ви говорам за ликовите кои што ги содржи ТВ серијата The Great. Вие слушате Радио Канал 103. Ова е 34-тото издание на емисијата ТВ 103, кое што е посветено на ТВ серијата The Great. Имено во овој сегмент на емисијата сакам да ви говорам за актерите и актерките, односно за ликовите кои што ги глумат во рамките на првата сезона на оваа серија, која што е предводена од страна на Elle Fanning, која е знаеме од филмовите All the Bright Places, A Rainy Day in New York, Teen Spirit, Galveston, Mary Shelley, The Big Gold, The Neon Demon, How to Talk to Girls at Parties, Trumbo, Maleficent и огромен број на други филмови. Таја глуми Катерина Велика, односно која што доаѓа од Германија со големи очекувања при наследувањето на престолот на Русија, кои едно по едно ќе бидат уништени. Најпрво мажејќи се за рускиот престолонаследник Петар, од првата брачна ноќ до ненадејната и ситуација во која што затекнува, односно не пронаоѓајќи љубов и култура во државата, таа сака да го чита Русо, а не да зборува за површности како што се шеширите од најновата француска мода. Таа е несреќна, нереализирана, која што треба да се преправа дека е среќна во дворецот за општото добро. Првичните зацртани начела изгледаат неисполнителни за императорката, далеку е од нејзиниот спокој, иако има потенцијал да биде пред се мајка на Русија. Претходно ќе добие удар во стомакот од Петар за нејзината непослушност, за да ја посочи каде е местото според него во кралскиот двор. Тука таа е туѓинецот за кој измислуваат дека била во интимна релација со коњ од љубомора. Нејзините озборувачки во дворецот на половината од сезоната и се нуди една можност за да застане за прв пат зад рускиот трон и непопречено да ги реализира нејзините залудни идеи, меѓутоа сепак не е спремна за да ја води државата во таа ситуација, во таа ненадејна пред се позиција во која што се наоѓа, иако ја добива таа можност, несериозно ја сваќа конкретно гарнизонот и затоа поради тоа што најчесто не е ладнокрвната русинка која што очекува таа да биде, но расте како лик во текот на серијата, додека пред се ги посведочи ужасите кои што се случуваат не само во кралскиот дворец, туку и надвор од него, гледајќи како живеат и умираат војниците на бојното поле, и тоа ја прави поподготвена пред се за преземањето на престолот до крајот на
сезоната. Фенинг одлично ја глуми дадената задача и во комичните и во драматичните секвенции, демонстрирајќи пред се низината разноврсност, што говори за одличниот избор за да ја предводи пред се оваа серија, во која што да, главната арка, иако ја поседува таа, сепак успева да се доближи до животот на момците и девојките кои што ја обкружуваат во кралскиот двор, да се спознае со нив и да ги обедини со незината визија која што има пред се за една Русија со подобро утре, во која што сака да ја погледне во таа модерна верзија на државата која што има зацртана не само во незината глава, туку и на плановите на зидот кој што ги има во незината соба. Николас Холт го глуми, кој што го знаеме од филмот The Banker, од Толкин, од The History, The True History of the Kelly Gang, глуми и во The Favorite, како и во Mad Max Fury Road, а во оваа серија го иглира Петар III, императорот од Русија, кој што е разгален владетел, неспособен за раководење, кој има полубрат Иван, кој е евентуално престолнаследник доколку се случи нешто со него. Преживува обид пред се на труење на средината на сезоната, по кој што настанува и своевидна криза на идентитет, заради тоа што, за разлика од неговиот татко, кој што е, препознаем по неговата големина, тој нема надимак кој што ќе стои зад неговото име, на многумина им греши со својата игноранција која ја поседува и ја наметнува пред се, со тоа создавајќи си своји непријатели. Не ни може примирие да договори да не се разбира неговата сопруга да биде од помош, а не па нешто друго. Николас го глуми игнорантно со неиздржана самодоверба за носењето на свирепите одлуки кои што ги има Петар. Тој од Катерина само сака наследник, си има љубовнички за задоволување на останатите физички потреби кои што ги има и поради неговата тврдоглавост дознава барем во дадени сегменти благодарение на Катерина кои се погодностите кои што може да ги има уметноста и науката и пред се има други начини да се збогати едно човечко живење и да се надогради како личност, што многу е спор процес во контекст на Петар III, на кому што треба да му се даде мозок за да нема. Фиби Фокс, таа ја знаете од филмот The Aeronauts, Eye in the Sky, од The Woman in Black 2, односно Angel of Death, таа ја глуми Мериел, таа во минатото била една од дворските дами, додека незиниот татко не го зезнал императорот, легнувајќи неговата мртва мајка, и ја назначил Петар за слугинка, која е довереничка на Катерина, која иако на почетокот е безчувствителна во контекст на неа, кога ќе ја начека фаза на сечење на вени, ќе се очувствува со незината позиција во која што се наоѓа, затоа што и таа е способна жена, поставено на подчинето место во хиерархијата. Мариел има панови на располагање, иако смета дека жената треба да ја искористи незината вагина за напредување во животот, тоа е незината кауза како функционирал кралскиот дворец до сега и смета дека така и треба да биде во иднина, се разбира доколку сакаат жените да го добијат потребното внимание и поддршка од мажите која што има зацртана. Очигледна е незината поврзаност пред се со свештеното лице, заради тоа што таа е одгледана благодарение на Арчи по смртта на незината мајка, па затоа неретко застанува и на страната на Арчи, иако никој од дворецот не го поднесува тој свештенички подлизурко, како што знаат да бидат и самите, за црквата да се подлежува на самата држава, за да може да обстои воопшто. Саша Даван, кој што глуми во ТВ серијата Дракула, во ТВ серијата Iron Fist и во филмот The Lady in the Van, го глуми грофот Орло, довереник на Катерина, кој го чита Рене Декарт, е култивизиран, е и од друга страна и френдзониран од страна на императорката, хуманист кој сака да ја погледне Русија во модерно руво. Катерина бара од него да не биде мал човек кој политички се држи до императорот.
се мести таму каде што ќе дува ветерот, ја игра политичката игра, туку сака да биде подготвен за големи дела. И тој има една пресвртница во неговата арка, односно станува убиец за време на војната, искуство кое ќе го промени неговиот лик и светоглед пред се и нема да може да се помири со случајното, што ќе значи дека е подготвен за спроведување на планот за воспоставување на превласт врз тронот, пред се по секоја цена, иако на почетокот приоѓа со резерва. Тој е советник на императорот, кој му служи за подсмех, често е во колизија со свештеното лице и со сите наоколу заради тоа што поседува интелигенција на која што и завидуваат. Charity Wakefield, која што глуми во Bounty Hunters, во Kill Switch и во филмот The Raven, ја глуми Джорджина Димова, односно љубовничката на Петар, со која има сексуални ескапади, која ја сака неговата сурова страна и го изневерува сопругот Глигор, додека е тој присутен во собата, што постепено го гневи Григор Димов, кој што го глуми Гвилум Ли, кој го знаеме како Брайан Мей од Bohemian Rhapsody, исто така глуми во The Last Witness и го позајмува гласот за анимираниот Isle of Dogs, односно Григор е мажот на љубовничката на императорот, кој го дружи пред се императорот во неговите лудување низ дворецот, го поднесува неговото водење љубов со неговата сопруга, но гневот го води во еден миг да го отруе со арсен императорот, станувајќи депресивен, пушта брада, бара начин како да го изрази незадоволството што императорот е интимен со неговата жена, но не може да се побуни. Адам Годли, кој што го знаеме од ТВ серијата Breaking Bad, од Suits, од The Umbrella Academy, го глуми архиепископот Арчи, односно тој е во функција на прадушен на Мариел, а пред се архиепископ кој ја започнал војната која што ја води Русија со Шведска, заради тоа што Бог му се појавил во сон, воден бил од него. Нема страв да стави прст во интимните делови на императорката за да ја провери незината невиност, но самата поставеност ќе значи дека можно е да бидат одгризани истите. Има страв сепак од императорот, свештеникот Подлизурко, кој сака да се бори со големи момци, па одлучете вие дали е тоа хомоеротски, лапнува печурки за да добие визија за Бог, се умилкува на императорот за да дојде до своите зацртени дострели и во честа колизија со Ото, а најмногу би се радувал доколку денес би бил во Вашингтон заради тоа што би му биле декриминализирани неговите магични пешурки, така што ова е еден интригантен лик кој што е подвижна пародија на себе си во кој што може да уживате секаде каде што се појавува, завлегува во некаква си глупост, меѓутоа е Подлизурко кој што е олицетворение на црквата која што се обидувала да секогаш да биде во кревет со власта за да може да ги користи даноците кои што ќе одржуваат во живот. Даглас Ходж, кој што го знаеме од Джокер, од Black Museum епизодата на Black Mirror, глуми во ТВ серијата The Undoing и ТВ серијата Lost in Space. Тој го глуми генералот Велементов, кој што е предводник на четите, често е пијан, иако важи за врвен стратег во минатото, тој е поразена е неговата чета која што војува изгубена војна и јавно ја фали физичката убавина на ликот кој што глуми Фенинг, восхитувајќи се повеќе на незината младост, која никогаш нема да ја има, кој исто така ја поддржува незината побуна затоа што е од една страна омаловажен од страна на императорот, па се надева дека тој третман нема да го добие доколку таа би ја преземала власта и ги ја контролира војската за да и овозможи простор за да се пробие. Белинда Бромилов, која што глуми од доктор Фелани и во Спиритед, е војната Елизабета, сестрата на мајката на Петар, се живее во собствен свет, во кој што мисли дека ќе ги раководи пеперутките кои што летаат околу неа, живее по нејзини правила, затоа што сите сметаат дека е полудена, која го сака внукот, но кога ќе дознае за побуната на Катерина ќе се држи настрана и иако тајно го
одгледува полубратот на Петар, знае дека тој се крие еден тиранин во него, па затоа ќе го пресече неговиот врат навремено. Ричард Пирос, кој што глуми во Хексо Рич и во Нойс, е грофот Расколников, кој го забележуваме во една сцена, кој соопштува дека за пари ќе се приклучи на побудата на Катерина. Бајо Гбда Моси, кој што глуми во War of the Worlds, го глуми Аркади, односно еден од советниците на императорот, а покрај него се појавуваат и актерот Себастијан де Соуса, кој што го глумеше Герет од ТВ серијата Normal People, за која што ви говоря во емисијата. Исто така се појавува во Пикси и во Медичи. Тој го глуми Лео Воронски, односно љубовникот на Катерина, кој што е најмен од страна на императорот, да ги задоволи нејзините потреби, но постепено се заљубува во неа и постојано ја дарува со овоше за да ја иницира пред се нејзината сласт. И раздвижи нејзините сокови, но до крајот на серијата е натажен затоа што таа го сваќа здраво за готово, како постепено се зближува таа со сопругот, станувајќи нужна жртва за смогнување на револуцијата, бидејќи Петар е ужасно љубоморен на неговите способности. А Луис Хајнс, кој што глуми во A Series of Unfortunate Events, е Влад, послушен помошник на помошничката Мариел, кој што е заљубен во неа, но кон крајот на серијата добива си паници и знаете колку добро рускиот дворец се справувал на времето со сипаниците, така што знаете каква судбина го очекува. И уште да не ја заборавам Данусија Самал, која што глуми во филмот Ghost in the Shell, во Tyrant, во My Friend the Polish Girl, таа глуми дамата Антонија Свенска, која што е Кокона во дворот, една од празноглавите дами која што е љубоморна на вниманието кое го добива императорката и нејзина суперничка, која ги раководи останатите жени во дворот, затоа што таа владее со зборувањето, измислува дека императорката била интимна со конј, озборување кое што добива дури и интернационални димензии со оглед на тоа што доаѓа дури и до Шведска. Што слушнале луѓето, односно владетелите од кралскиот двор за овој неточен мит. Така што таа е соперничката на императорката со нејзиното доаѓање, заради тоа што таа има превласта врз зборувањето кое што е заседава во царскиот двор. Тука можеме да правиме една кратка музичка пауза, односно денес преслушуваме култни панк албуми од 90-тите, аналогно на бунтовништвото кое што го поседува ликот на кралицата Катерина и го размрдува статус кво, ја размрдува статус кво состојбата во која што се наоѓа рускиот двор, така што ги користиме овие елементи на непокор во музички план и слушаме композиции кои што се наоѓаат на албумското остварување Смеш од 1994 година на бендот Offspring, нивно трето долгосвирачко издание по Ignition од 1992 и предиздавањето на Ixnay of the Hombre од 1997, уште едно издание на култната издавачка куќа Epitaph. Продуцент е Том Уилсон, кој го работи првиот платиниумски успех на бендот. Торпетирањето во светската слава е заслужено, затоа што на овој албум нема ниту една лоша песна и денес е синоним за квалитетен поп-панк, фуриозна енергија на свирење и директно преслушување на тинејџерските анксиозности, која можеби ја допреа исто така и со албумот Американа, но комична е најавата со релаксирање, што јасно ги потенцира игривите интроа и предзекомичниот аспект кој што е составен дел од музицирањето на Offspring, но дефинитивно ненадминливо издание во популарната музика од 90-тите. Уште еднаш симнуваме капа на Декстер Холанд, Нудлс и останатите членови на бендот, а од овој албум ќе изслушнеме фуриозните Bad Habit, култната веќе Gotta Get Away, Something to Believe in, Come Out and Play, Not the One, и потоа ќе слушнеме уште еден извадок од ТВ серијата The Great, а ако не се лажам овој пат ќе биде тоа сцената на преговарање која што ја прави самата Катерина за да и га придобие
помошта од страна на генералот на трупите. Така што продолжени слушаме The Offspring и за крајот на емисијата ќе се вклучам за да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува оваа серија. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 34-тото издание на емисијата ТВ 103 посветена на ТВ серијата The Great, а за самиот епилог на емисијата сакам да ви говорам за одредени спецификации кои што треба да бидат напоменати во контекст на оваа ТВ серија, именно во контекст на низината најава, користи само титул карта во различна боја, сепак комедија е нели во прашање, така што иако има простор за некаква 7-минутна најава со оглед на тоа време траењето кое што има една епизода, сепак одлучено е да се оди во покомичен пат и да се користи само титул карта со ракописен фонт и да се менува низината боја за секоја епизода, што е донекаде и пропуштена шанса, меѓутоа има доволно лудори од кои што можело да се монтира нешто, ако ништо друго, барем анимирано. Во контекст на режисерите, Мен Шакман го снима пилотот, а понатамошните епизоди ги снимаат Колин Бакси, Берти и финалето го снима, ако не се лашам, Грета Пател, и нема одскокнување од обликувањето на епизодите, заради тоа што се снима на неколку локации и начинот кој што воспоставува мет за кадрирање на првата епизода се некува до последната. Во поглед на музиката имаме композиции на мултиинструменталистот Нейтан Бар, кој што работи музиката, кој е автор на музиката на Холивуд, на The Hunt, на Uncle Frank, на Carnival Row, на The Domestics, The Americans, Hemlock Grove и на True Blood. Сите филмови ги работи исто така на Илај Рот, односно композициите за нив, и умее да си поигра со уникатни инструменти во нив, најчесто модифицирајќи го пијаното и свирејќи на уникатни азиски жичени инструменти, така што неговата разноврсност доаѓа до израз кога се во прашање абсурдните сцени да бидат проследени со музика, но во драматичните на линија на самото действие, превертирајќи ги барокните жичани свити, поигрувајќи си со деконструкцијата на валцерот, но и примена на гитари и останатите жичани инструменти за доловување нели на музиката и сензибилитетот кој што треба да го има рускиот дворец на звучен план, меѓутоа е видоизменет за потребите на денешните стандарди, а на самиот саундтрак, односно со завршувањето на секоја епизода, имаме по една композиција, започнувајќи со една на Пети Смит, на Primal Scream, на Buzzcocks, на Cat Power, на Томас Долби, на Кортни Барнет, на Сузи Кватро, како што нели една Марија Антоанета идоликуваше да има постпанк во композиции за потребите на замислата која што имаше Софија Копола за реализирањето на овој филм. Во поглед на сценографијата, Франческа Ди Мотола и Кейв Квин се дизајнерките кои го опремуваат замокот погоден за живење и доближување до интериерот на 18-тиот век во Русија, наликувајќи многу на The Favorite, но тоа е сосема коректно и нужно за ова дело, така што имаме долги ходници, високи плафони, снимање во околните ливади на дворецот, кои што се на располагање се разбира на екипата, а просториите се збогатени со джиновски платна на сликите. Поглед на фотографирањето, камерите слободно се движат низ долгите ходници, се снима од рака во акционите сцени за да се задржи динамиката и тензијата, така што има голем простор за работење на таблото на ликовите, кои во широк план може да бидат проголтани од раскошниот интериер. Џон Броли, Маја Замојда и Анет Хелмиг знаат кога да се доближат до лицето на Ел, за да го детектираат незиното премолчено незадоволство, иако во останатиот дел таа е снимена со неатрактивен план и контраплан, се извинувам, кој го вади интериерот кој функционира како негова позадина. Во поглед на монтажата ја работат Ентони Бойс, кој што ја монтираше и Run, Били Шедон, кој што го монтираше филмот Ghost Stories, и
Едел Макдонел монтира епизода, како и Николас Гастер, кој што е монтажерот на Врба на Милчо Манчевски. Има тешка задача пред се да го задржа вниманието на гледачот во предолгите епизоди со балансирање на драматичните и комичните елементи, со оглед на тоа што мора да создадат нанис во кој нема да има јасна доминација на еден од тие агенси и тоа е многу тешко за постигнување, некаде се сапунести повеќе епизодите, некаде се бурлескни, така што се оди и во двете екстреми, во поглед на костимографијата и шминката. Тука сите пофалби треба да се дадат на тимот предводен од Ема Фрејер и Холи Уодингтон, кои ги облекуваат дамите во корсети и балски фустани, додека пак грофовите во перики со одветна униформа, црвенилото на образите и екстензивната пудра се присутни во шминката на дамите, но треба да истакнеме дека има разлика во костимите на слугите и аристократите, а кога епидемијата на сипаници се шири, забележуваме и употреба на маски, а гарнизонот на војници, нели, како и свештените лица си имаат своја облека, што сведочи за обемниот состав на костими кои што ги поседуваат. Надприродното го нема, освен во халуцинациите на свештеникот кој што трипа на печурки, хумор и еротика. Имаме Соголена Катерина, која што го придружува Петар во тројка уште во првата епизода. Иако има секогаш простор за прикажување и естетизирање на еротските сцени, Фенинг нели има љубовник кој што ја задоволува наутро и навечер, а има и една оргазмична сцена, но не се прикажуваат телата во целост, туку лицата на актерите со користење на брза монтажа на кратки резови, иако во дадени инстанци се помешани еротските со комичните сцени, а во кога сме кај комедијата имаме забрана за носење на бради на мажите, извикување на хаза на секоја на здравица, инстантни тепачки и убиства кои што се случувало позадина, и имаме површноста на самите дами во кралскиот дворец, имаме броење на пенетрации за правење на дете, имаме саркастични панови кои што се фрлаат врз ликовите, имаме детски хор на Чернобил кој што магично свети и уште многу досетки кои што ќе се паметат во рамките на серијата. Во поглед на ефектите за пофалба е екстензивната употреба на специјални ефекти од незакопаната мајка која што е мумифицирана, јадењето покрај пресечените глави послужени на сервирање по служавник, додека вадат очи со прстите самите луѓе кои што јадат на масите. Бодежи имаме за непокорните, имаме самозапален свештеник, осакатени војници, обесеници, имаме убиено дете, одгризани прсти, машини за тортура, сечење на врат. Буквално се доведени специјалните ефекти до ниво кое што е потребно еден хорор филм да ги поседува, што се во функција на црниот хумор, надгледување од страна на Дженифер Грувс, која што и работеше ефектите за Game of Thrones, така што знаете сега зашто се толку екстензивни. Поглед на флешбек се употребува за комичната сцена на таткото на слугинката, односно некрофилот. Имаме slow motion на почетокот на серијата и во патосот кој што се одвива во самите сцени, за да се акцентира во саркастичен аспект. Сон имаме употреба на мечката која што паѓа врз главата на Фенинг, а халуцинација тука се разбира Арчи го имаме со неговите магични печурки кои што има појавление од Бог. Во контекст на самиот жанр, како што веќе на почетокот на емисијата ви напомена, стана збор за драмедија која има елементи на црн хумор, специјални ефекти кои што доаѓаат до жанровска провениенција, има бурлеска, мелодрама зачинета со комедија. Поглед на стилизираниот јазик има ретка употреба на руски зборови, англиските најчесто се говорат со британски нагласок. Во поглед на недостатоците, балансирањето на комедијата и трагедијата, односно предолгото време траење на една епизода, тоа се веќе напоменатите проблематични аспекти на серијата, која нема силина да издржи еден облик од почетокот до крајот, туку постојано ги амалгамира, некогаш поуспешно или некогаш не, добивајќи во впечатокот дека треба во дадени инстанци повеќе хумор, во дадени повеќе драма, иако не се постигнува тоа така што ова е поголемиот проблем со кој што се соочува самата серија, која
имаше ренолики ликови и во поглед на континуитетот на епизодите не е баш толку голем, односно повторно ќе алудирам на едночасовните епизоди кои што имаат и филер ситуации за да се дојде нели до саканиот епилог, односно макијавеловските средства кои што ја оправдуваат пред целта. Поглед на градењето на ликовите и тоа како добро се изградени не само главните ликови, туку и споредните, од кои секој си ја истражува и си ја искажува својата силна и слаба страна и пред се своите аспирации за тронот, како што драматичните сцени тука доаѓаат во преден план, а комичните од нивниот сооднос и конфликтот на различните темпераменти кои што ги имаат ликовите, од поглед на интертекстуалноста, односно и адаптацијата се противи на Макијавеловскиот превод на императорката, иако се коментира за модерноста на делата на Декарт, на Волтер, на Русо, донесени се уметнички слики и научни достигнувања во самиот дворец и посочив дека се базира на представата која ја сведува на сценарио самиот продуцент, оставајќи простор за развој на ликовите. Во поглед на аналогијата и реферирањето, не сакајќи се измислува куглање, се употребува машина за печатење и други изуми од тој период, а слични серии на неа се Дикинсон, The White Queen, Victoria, The Crown, Reign, Atlantis, The White Princess, The Spanish Princess, Catherine the Great, кои што се најочигледните примери кои се доближуваат до периодичноста на оваа серија. Бриджертон ја имаме, The Last Tsars и тука ќе го додадам мојот фаворит, A Young Doctor's Notebook, во која што глумеше Даниел Редклиф во главната улога и во оваа адаптација на делото на Булгаков беше доловен црниот хумор, на руската немилосрдност со сатира и цинизам на врвно ниво, налик филмот The Death of Stalin. Сепак ова е периодична ТВ серија под перики и аналогијата се врзува за останатите кои што ги имаат овие карактеристики. Во поглед на атмосферата, таа е комична и таговна помеѓу трагикомичните агенси, гледливоста е на високо ниво, затоа што е бурлескна и хумана пред се, и убедителноста е постигната со оглед на тоа што е антиисториска серијата и препуштена на пародизирање и сатиризирање. Убедително се лаже, ајде така да потенцирам. Во поглед на самиот епилог, жртвуван е еден од протагонистите за да успее револуцијата, испукан куршум кој значи преземање на војската на тронот, што е очекуваната побуна кон која што се целеше во рамките на оваа сезона, која остава отворена врата затоа што не се отстранети ликовите против кои е насочена побуната, што остава па и простор за маневрирање. Ми се допаѓа крајот во секој случај со оглед на тоа што се размрдува хиерархијата на престолот. Поглед на евалуацијата од мене има 8 од 10 затоа што серијата е радикална во контекст на самиот хумор и крвава е во поглед на ефектите, со изградени ликови со натежнување на драматичноста, може на секој ниво да се надогради за да има повисока оценка, според јас тоа што сметам, што се надевам дека ќе биде достигнато во наредната сезона, па да оствари и некоја култна сцена, зашто да не, и да успее да се дограбе до некоја од номинациите кои што веќе ги има, барем да ги крунисе и со некоја награда. Во поглед на продолжението ќе има и треба да се погледне продолжението на оваа сезона, затоа што побуната е започната, императорот е запознаен со незиниот оптекично действие, па ќе ме интересира како ќе биде воспоставена новата хиерархија во дворецот и дали ќе успее Катерина да се избори за земање на правата на и местото пред се на жените во ова ново поместување на хиерархијата. Тука ќе ја завршам емисијата. За крајот на ова издание ќе слушаме композиции кои што ги има создадено композитор Нейтан Бар, кој што ја работи музиката за ТВ серијата The Great. Вие го слушавте 34-тото издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав погодностите и недостатоците од првата сезона на The Great. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени.